Министерот без ресор во владата на Република Македонија Аксел Ахмедовски синоќа оствари средба со граѓаните на Црник, каде се разговараше за актуелната состојба за референдумот и придобивките на ромската популација од влегувањето на државата во Европската унија и НАТО. Знаете дека Република Македонија веќе има официјална покана за влез во НАТО и за предпристапни договори со Европската унија. Овие два сојуза се едни од најмоćните сојузи во светот кои што пружаат стабилност, мир и просперитет, а она што е најбитно, значи овие вредности се најбитни за ромската етничка заедница во Република Македонија. Знаеме дека Република Македонија историски гледано наназад има претрпено повеќе премрежија во истите овие настани. Голем дел од нашата етничка заедница беа кога жртви, а посебно во текот на Втората светска војна. И од тие причини Република Македонија дека ќе биде денот на геноцидот ќе биде и официјализиран. Ахмедовски исто така упати апел до сите роми во државата масовно да излезат да гласаат на престојниот референдум за поголем просперитет и напредок на граѓаните роми. Сакам да упатам апел до сите граѓани во село Црник, а со тоа и на регионот, дека истите на 30 септември треба да покажат ум и разум, да пристапат гордо пред гласачките кутии, да го дадат својот глас за влез на Република Македонија во Европската унија, затоа што истата ќе пружа голем просперитет и напредок на нашите граѓани. На работната средба беа истакнати секојдневните проблеми со кои се соочуваат жителите на село Црник, со најголем акцент на долгогодишниот проблем со чиста вода за пиење во селото, вработувањето и поголема активност на општина Пехчево во овој дел. Најголемиот проблем не е водоснабдувањето во село Црник. Значи, општината никако не е интересира за село Црник, за водоводната мрежа, дали некој ќе добие житница, дали некој дете ќе се поремети со некои други болести, значи тоа апсолутно не ги интересира. Значи ги замолувам од општина Пехчево да дојдат да преземат мерки малку во село Црник, а не само на име да се претпоставуваат градоначалници и советници и преседатели на општина Пехчево. А никој не дошол да пита, другарче, дај да вработиме некој од Црник, дај да направиме некој од Црник, значи тука се работи само меѓу себе. Најголем проблем е водоснабдувањето. Селото Црник нема вода со година. И таа вода што ја има не е чиста. Не е ни за хигиена, ни за пиење. Од комуналните немаме континери поставено сека. Невработеноста се знае веќе, невработени. Повеќе социјалци. Со помош на Министерството со кое раководи Ахмедовски и имплементацијата на декадата и стратегијата на роми, во Пехчевски Црник деновиве започнува реализација на проектот за асфалтирање на главната улица во селото, финансиран од Министерството за транспорт и врски. Во склоп на тоа, жителите дадоа безрезервна поддршка на работата на министерот и изразија задоволство од неговата посета. Според граѓаните на Црник, за престојниот референдум треба да излезе и да се гласа без разлика позитивно или негативно. Благодарение на министерот без ресор господинот Аксел Ахмедовски, кој ги даде финансиските средства за пате за село Црник од школата до центарот. Ние сме му многу благодарни. Поред нас треба да излезат за референдум да гласат, пошто тоа е иднината на нашите млади деца. Управо па и ние не сме многу стари, и ние сакаме да прошетаме малку, да сме слободни, како што беше едно време за време на СФРЈ, истото сакаме тоа пак да биде. И за иднината на нашите деца и ќе бидеме и обезбедени со НАТО сили. Благодарение на Аксел, патот ќе се прави главниот, ама треба и споредната улица да се вклопи во патот за да не прави проблеми, оти пак ќе се расипе пат. Па се надеваме дека Аксел ќе помогне. Па нормално за референдум треба да се излезе да се гласа. Сега кој како ќе гласа е негов проблем, ама треба да се излезе на референдум. Ваквите средби со граѓани од ромската популација продолжуваат и во следниот период, додаде Ахмедовски, се со цел да се слушнат проблемите и да се изнајде решение за најгорливите проблеми со кои се соочуваат ромите.